Темата за вечерва, како што веќе и најавив, смисолот и значењето на молитвата во овој вознемирен свет. За молитвата, почитување, напишани се многу книги, многу рецитации, многу поеми, многу проповеди се одржани. И затоа молитвата ќе биде предмет и вечерва на ова наше проучување. Што е тоа молитва? Кога некој ви бе запрашал, која дефиниција би ја кажале за молитвата? Секако ја сега немам време да ви дозволам на сите да зборувате, меѓутоа во себе кажете ја дефиницијата што е тоа молитва. Овде во оваа книга Патот кон Христа, што може на излезо да ја добиете бесплатно, има цела глава посветена и вели предимство да се молиме. Какво е тоа предимство да се молиме? И овде се дадени по неколку дефиниции. Меѓу другите вели, молитвата е отварање на срцето пред Бога како на пријател. Значи, ние кога се молиме, ние го отвараме своето срце кон Бога, како со нашите пријатели што разговараме отворено, радосно, весело и така натаму. Значи, молитвата е вид разговор со Господа. Понатаму овде вели, молитвата не го спушта Бога кај нас, туку нас не издигнува кон Него. И сега да не ги читам сите овие дефиниции, интересни се, но ние вечерва ќе зборуваме токму за ова прашање. Еден студент го прашал Ајнштајн што му преостанало на светот за оригинално истражување. И сега овој мудрец Ајнштајн еве што му одговорил на својот студент. Истражувајте го прашањето за молитвата. Некој мора да ги изнесе фактите за молитвата. И токму, почитувани, ние ќе зборуваме вечерва, ќе разговараме за молитвата. Ќе истражиме врз основа на Библијата, на Светото писмо, зошто е таа молитва толку важна. Каде да ја најдеме молитвата во Библијата? Дали е запишана? Ние во текот на овие предавања повеќе ќе се осврнеме на тие прашања, ќе добиеме одговор од Светото писмо. Наистина, за некој молитвата е еден вид мистерија. Постојат длабоки тајни, како и многу недоумици за молитвата. Некој велат тоа е губење на време. Зошто се молам кога нема вели никој горе? Секако тоа се оние атеисти кои не веруваат во Господа. Или пак за некој, како што овде читаме, е најдрагоценна активност. За еден верен, за еден искрен христијанин, молитвата, почитување, е едно средство, еден вид комуникација со својот Создател, со својот Бог. И затоа ние христијаните треба да користиме што повеќе и повеќе во нашиот живот. Централното учење на Библијата е можно луѓето се поврзат со Бога. Секако, кога ние се молиме, нема жици, не е тоа интернет, секако денески по интернет разговараме, па нема жици. И човекот како измислил, некој во Австралија те бира на мобилен и те добива овде во кавадарци. Нема жици. Има секако некои предаватели, сателити, но ние не ги гледаме. Замислете, ако човекот во својата интелигенција направил таков вид на комуникација, а тогаш што да кажеме за всесилниот Бог, Бог кој е создател на целата вселена, на се она што гледаме и не гледаме. Значи, сепак, Библијата зборува дека молитвата е средство преку кое ние можеме да се поврземе со нашиот Создател, со нашиот Спасител. Молитвата е основно средство. Нема други средства. Ја знам дека некои христијани молитвата е замениле со прекрастување со рака. Но дали тоа е исто? Некои има други медитации, се замислуваат во себе, како тие што ја користат јогат. Значи, доживат некоја нирвана, некој совршенство самите од себе. Не можеме ние да доживееме совршенство во ова грешно тело. Самите од себе. Нам не е потребна сила од небото која ќе ни помогне да се издигнеме над нашите проблеми и слабости. Еве, овде имате латинскиот збор, што значи повторно поврзување. Значи, молитвата не поврзува со нашиот Бог, со нашиот Спасител. Ѓаволот знаел дека молитвата е единствено средство да се поврзаме со Бога и тој успел, на жалост, кај некои христијани, да ја поремети таа врска. Да ја поремети врската и луѓето да ја заменат со некоја друга комуникација со Бога, на жалост, со тоа не може да се замени. Ние треба директно со своји зборови да се молиме на нашиот Господ и Спасител. Милиони христијани живеат во убедување дека молитвата е дишење на душата и тоа е една од дефинициите. Како што ние постојано дишиме и затоа не сме ни свесни. Кога спиеме, ние не размислуваме колку пати ќе вдишеме и ќе издишеме вечерва. Тоа оди спонтано.
Така Господ го создал нашето тело. Молитвата треба да биде еден вид дишење на нашата душа, што значи постојано да бидеме во молитва. Не значи тоа дека треба ние да клечеме со денови, со часови. Додека се движиме, додека работиме, додека патуваме, во мисла ние може да се поврземе со нашиот Бог. И таа мисла оди до престолот на милост, односно до престолот на нашиот Спасител и Господ Исус Христос. За молитвата е пишувано, рековме, многу поодамна. Еве, ако ги читаме 4 Евангелија, вклучувајќи ги дела на апостолите, ќе видиме дека многу се зборува за молитвата. Исус ја користел во својот секојдневен живот. Постојано Исус бил на молитва. Во Стариот Завет чуда се создавале кога човек ќе се помолил на Бога. Замислете го оној јакиот, силниот Самсон, на кого косата му била одсечена, знаеме приказната за Самсона. Но кога тој се помолил, кога косата му пораснала, кога Бог му е вратил силата, на негова молитва ги допрел 2 столба, висечки столбови во тој храм, кај што се собрале неколку илјади луѓе, само ги допрел, ги турнал и зградата паднала. И тој загинал со нив, неколку илјади луѓе. Пишува тамо дека повеќе луѓе загинале во тој миг, отколку што тој убил за време на својот живот. Гледате дека молитвата е силна, но само ако е од Бога дадена, односно ако ние веруваме во таа сила на молитвата. Во апостолските списи, исто така може да читаме дека после Исуса Христа, кога заминал на небото, верниците ја користеле молитвата во својот верски живот. Значи, апостолите исто така биле постојано тамо вели на молитва. Подосна во ранохристијанската литература запишани се сегменти, делови на верните христијани кои биле фрлани пред лавови во тие арени само затоа што поразличито верувале од останатата традиционална црква. Биле ставани на проба дали ќе останат верни или ќе се откажат од својот Бог. Значи и во античките списи имаме многу записи дека молитвата била користена. И сега, постои еден проблем помеѓу теоријата и праксата. Например, направена на интернет анкета за праксата на молитвата. Колку луѓето ја користат молитвата? Еве, испрашани се 678 испитаници. И знаете колку луѓе одговориле дека молитвата ја користат во својот верски живот? Само 23. Само тие рекле да, ја користам постојано, секојдневно молитвата во својот верски живот. А гледате, од ова бројка останатите. Те изразиле задоволство со својот молитвен живот. Другите биле незадоволни. Или пак едно зборувале, а друго работеле. Жак Елул кажал, човекот на нашето време не знае како да се моли, но повеќе од тоа нема ниту желба, ниту потреба тоа да го прави. Мислам дека овој господин бил во право. Тој сега покоен. Меѓутоа, или човекот во наше време, или на нашето време, не знае како да се моли. Ако не знаеме, почитувани, лесно да научиме молитвата. Постои овде запис во Матеј 6 глава. Исус ја кажал на основна појдовна молитва Татко наш или Оче наш. Секако молитвата треба да се создаде однатре, од нашето битие, од нашата душа, како што солзите излегуваат од нашите очи, така молитвата ние самите ја составуваме према потребите кои ги имаме во нашиот живот. И затоа овде вели, на жалост човекот нема желба да научи, а некој можеби и нема потреба тоа да го прави. Секако, ние ќе видиме во текот на оваа серија на предавања дека има потреба од молитва кај секого од нас. И затоа многу луѓе се сиромашни духовно, многу луѓе се празни во себе, многу луѓе немат религиозност, не само внатре, туку и однадвор, затоа што не ја користат молитвата во својот верски живот. Молитвата е неприродна активност за човекот. Некој така вели, тоа е неприродно. Како може да се молам на нешто што не постои? Некој тоа го замислува да застанеш пред дрво или пред некој зид и да се молиш. Не е тоа исто така. Ние христијаните веруваме дека постои Бог на небото. И тој Бог постојано заседава, во смисол неговата врата е отворена за прием на твоите, на моите молитви. На жалост денеска луѓето се подпират на својата интелигенција, на својата вештина, на своите средства. И некои велат молитвата станува напад на човечката автономија.
Ja sam samostalen i treba sam da rešavam, sam da odlučam. Da, slobodната volja naša nikoj ne giba. Ние сме слободни во својот живот, но сепак ќе видиме дека сме зависни ние од Бога. Дека ние како човечки суштества не можеме самите да обстанеме. Дека нашиот почеток, односно нашиот крај на животот е крај, ако не е Христос со нас и ако не постои таа надеж за еден подобар живот, за еден живот и преко гробот, тогаш зошто сме се родили? Да живееме 50, 60, 100, 120 години и да не снема од лицето нова земја. Кризата, на жалост, односно не на жалост, туку на добро, понекогаш го променува или го менува човечкиот однос кон Бога. Човекот кога е во криза, тогаш ја бара надежда. Еве ова реченица со сините букви во рововите: нема атеист. Таму сите се зависни од оној кој е невидлив, зашто сите се еднакви. Таму во рововите, во дупките нема атеист. Туку таму сите велат: Боже, помогни ми да извлечам жива глава. Тогаш во кризата луѓето се свртуваат кон Бога. Молитвата го привлекува човекот. Може би немаш комуникација, таму си некаде оставен, нема интернет, нема телефон, нема мобилен, нема струја. Но за молитвата секојаш има струја за да воспоставиш врска со Господа, ако си жив секако. И затоа, почитувани, кризата, да не дозволиме да дојдеме во криза, па тек тогаш да ја користиме молитвата. Туку денеска, кога сме живи и здрави, кога можеме да читаме, кога може да му кажеме на Бога: фала ти Боже за овој нов ден. Ти благодарам за овој ден што помина. Чувај ова ног. Тоа ништо не чини, но многу вреди. Како еден родител што сака од своите деца да слушне: фала ти мамо, фала ти тате. Значи, Бог како наш небесен Отец, тоа го бара од нас. Да ја користиме молитвата во нашиот секојдневен живот. Во човекот е всаден копнежот за вечноста и за животот. Молитвата представува клуч за разбирање на стварноста или за отварање. Една друга дефиниција вели за отварање на небесните ризници. Замислите, ако сакате да влезете во просторија, има врата, а таа врата е заклучена. Што ќе побарате? Соодветен клуч. Соодветен клуч. Со секој клуч не може да отворите секоја врата. Така да, за да го отвориме небото, да отвориме милоста, љубовта Божја, која е бесплатна, сепак Бог сака да побараме. Бог сака да се обратиме во молитва. И затоа тој копнеш нека се роди и кај нас, почитувани. Луѓето ја барат вредноста, на жалост, понекогаш во работите кои ги поседуваат. За мене вели овај Бог. Работите што ги имам. Куќа, стан или не знам, имот. Некој достигнувања во животот. Достигнал некоја титула и вело: јас сум сега се достигнал. Меѓутоа, сето тоа е поминливо. Сето тоа има свој век на траење. Или имам контакт со славни личности. Нито едно ово земно искуство, почитувани, не може да ни пружа трајно задоволство во нашиот христијански живот. Како што јадеме 3 пати или повеќе на ден, утре повторно повторуваме и така сите тие години на живот. Не можеме ние одеднаш да се најадеме и да имаме за 20 години доволно. Така и во нашиот верски живот ние мора постојано да бидеме во молитва. Она анкета на почетокот видовме само колку луѓе го имале тоа искуство во својот верски живот, да ја имат молитвата постојано секојдневно. Еве следниот цитат да го прочитаме заедно. Господе, дај ми го тоа што си го сторил за мене. Ти благодарам и те славам. Усоврши го она што си го отпочнал и подари ми го тоа за што треба да копнем. Кој е смислот на овој копнеш, почитувани? Овој господин Анселмо вели: Господе, дај ми го тоа што си го сторил за мене. Но ние треба да побараме во молитва. Ако ние бараме, таму вели во Евангелието, Исус вели: ако побарате, како што синот ќе побара од таткото или од мајката риба, а нема да му даде нешто друго, така. Ако ние бараме, Библијата вели: барајте, тропнете, ќе ви се отвори, ќе ви се даде. Секако, Бог има свој критериум на давање. Бог има своје време и начин како тоа ќе ни го врати. Според потребите наши. Но наше е да бараме, наше е да се обратиме кон нашиот Спасител. Ние живееме, Томас Мертон рекол, ние живееме како непотполни или нецелосни.
Представуваме своеврсен јаз, празнина која вапи за исполнување. Молитвата почитување е пат до Бога. Ево, фотографија ни укажува ова дупка, ова празнина. Во срцето наше постои една празнина, во нашата душа. Само Бог може да ја замени, односно да ја исполни. Нажалост, луѓето покушаваат со некои телесни, земни средства, но тоа е така кратко, така поминливо. И затоа да ја користиме молитвата во нашиот секојдневен живот. Ние живееме, вели овој Господин, нецелосни, непотполни. И затоа Боже вели, ова празнина исполни ја. Молитвата всушност е средство и пат да се вратиме кај Бога. Молитвата е средство со кое изразуваме дека сме го разбрале своето место во Вселената. Дека ние не сме случајност. Дека ние не сме таму отврли некаде некоја точка во Вселената. Туку ова наша планета е во интерес, во голем интерес на Бога. Самото тројство е ангажирано и сите небесни ангели се ангажирани за спасение Твое и мое. И зато Исус го напуштил небото. Зато Исус дошол на оваа земја да го даде својот живот. Молитвата е понатаму средство со кое изразуваме дека сме го разбрале своето место во Вселената, но и признавање на своето ограничување и зависност од Бога. Значи, преку молитвата ние почитувани признаваме дека зависиме од Бога. Може прозорот се затвори. И затоа преку самата молитва ние велиме Боже, од Тебе зависиме. Боже, Ти ни помогни. И затоа преку молитвата почитувани ние му дозволуваме на Бога да не преобрази, понатаму, да ни подари смисол на нашето постоење. Дека ние не сме овде случајно, да не ослободи од теретот кој не заробува. Ние сме сите заробени. Гледате, ова фотографија символично ни кажува, сите ние сме врзани. Меѓутоа, Бог може да не одврзи. Бог може да ни помогне. Ние живееме под еден свој виден притисок на оваа земја. Тој притисок толку не притиска, што понекогаш на вистина изгледаме како ова јајце. Гледате, менгеме. Знаете што е тоа менгеме? Од двете страни се притиска. Ако ова јајце се притисне уште малце, што ќе се случи? Почнал веќе да пука овде. Најголема пречка за поврзување со Бога или во Бога е животот под притисок. Немам време. Тоа е најспомнувана реченица или зборови. Немаме време. А исто е времето. И во времето на Адам и Ева. 24 часа Бог ни дал. Тие 24 часа се веќе 6000 години истите. Со истите секунди, со истите минути. Но ние сакаме за едно деноноќе да направиме за 3 дена. И затоа ние се наоѓаме во еден вид менгеме. И колку тоа не притиска, ние стануваме нервозни. Животот станува брзина. Едноставно не можеме да постигнеме. Во брзината на животот се среќаваме со стрес. Кој денеска почитувани нема стрес? И они кои се горе во планина, кои сечат дрва, и ти имат стрес. Цел ден слушат моторката како им бучи. Или треба да товарат дрва. Или некој на друго место. Да, секако има места кај што помалце може стресот делува на нас. Меѓутоа, како е да е, едноставно, ние сите живееме под таа стресна ситуација во нашиот живот. И тој стрес понекогаш придонесува да немаме добра комуникација со Господа. Загриженост. Навистина, денеска се повеќе луѓето се загрижени. Како да преживеат? Или дали ќе има трета светска војна? Дали ќе се случи ова или она? Едноставно, загриженоста не притиска почитувани сите нас. Сомнеш. Исто така, сомнежот може да представува проблем. Денеска луѓето, бидејќи се изгорели, што се вели, се сомневат на се и сешто. И затоа и тој проблем може да биде проблем кој ќе поремети нашата врска со Господа, да немаме целосна доверба во Бога. Бидејќи може човек не изневерил, сме верувале и на крајот се појавил сомнежот. И ова дезориентација која исто така кај некои луѓе се појавува. Или криза на идентитетот, желба за достигнување. Се тоа моменти кои ние покушаваме да ги достигнеме во ова темпо на брзина и на живење. И погледнете сега овие фотографии што се случува
како последица на брзото животно темпо. На крајот јајцето пука. Не може да го издржи менгемето. И ние пукаме. Или се разболуваме, или нешто се случува, доживуваме катастрофа. Комуникација, семејство, здравје, лично задоволство. И сега се поставува прашање. Како да го вклопам Бога во мојот или во својот пренатрупен распоред? Стануваме во 5 или не знам кој како станува, може би во 6 или во 7 треба на работа да се појавиме, до 2, 3, 4 се враќаме, може имаме други активности попладне. Каде да го ставиме Бога? Како да го едноставно калкулираме Бога или молитвата во нашиот верски живот? И затоа, почитувани, реков, ние може се молиме додека патуваме, додека се движиме, додека готвиме, додека таму варусуваме или на пазар продаваме. Секаде молитвата може се понесеме со нас. Зашто молитвата треба да биде дел од нас. И затоа убаво што Бог ја дал молитвата, а таа молитва, рековме, настанува од длабината на твојата и на мојата душа. Почитувани, ние не сме машини кои може да бидат во мигот запрени. Имате дома перална, имате некои други електронски машини. Може да на копче да притиснете и да го вратите програматорот на почетокот. Така? Може да се префрли во некој друг режим, поспоро, побрзо и така натаму. Но ние не сме така. Бог нас другаче не конструирал, Бог нас другаче не создал. Бог на човекот му дал 24 часа. 8 по 8 по 8. Значи тоа се 24 часа. За работа, за спиење и за рекреација. Но, на жалост, брзото темпо на живење придонело не да станеме како ова слика, гледате, машина со зупчаници. Да се вратиме назад, напред и така натаму. Тоа допринесува да се поремети нашиот живот. Треба да научиме да живееме со едно темпо кој ќе ни озможи да најдеме време и за Господа во овој 21 век. Поврзувањето со Бога бара време, почитувани. Бог не е инстант. Кога ти треба, ќе се помолиме, кога не ми треба, остави го Бога тамо, нека седи. Не, ние треба Бога да го, ставиме во нашиот калоп, односно во нашиот дневен распоред, за да може навистина да бараме, односно и да примаме тие Божи благослови што тој сака да ни ги даде. Потребни се лични средби. Ние подосна ќе кажеме еден библиски текст, кај што вели: влези во својата скришна соба, во својот клет, тамо на страна, ослободи се тие 2, 3, 5, 10 минути, колку може да одвоиш ти и Бога. Директна комуникација. Фјорд Достоевски го запишал следново. Целокупниот закон на човечкото постоење се состои во едноставно овозможување на секој човек да се поклони пред оно што е бесконечно големо. Вистина, целокупниот закон на човечкото постоење се состои во едноставно овозможување на секој човек да се поклони пред оно што е бесконечно големо. Како тоа ќе го изведеме, ако не е молитвата? Значи, молитвата е тоа средство или начин, почитувани, да можеме да навистина му се поклонеме и да кажеме: фала ти, Боже, за се оно што го правиш за нас. Предноста на молитвата, како комуникација, се подразбира: број 1, отвореност. Ние пред Бога не може да глумиме. Едноставно, ние треба да бидеме отворени и да го кажеме она што го чувствуваме. Ако сме жалосни, да кажем: Боже, денес доживав крах, денеска се ожалостив, денеска имав проблем. Ако сум радостен бил, ќе кажам: ти благодарам што бев радостен, што го доживев ова или она. Целосна искреност. Бог бара, почитувани, од нас, од тебе и од мене, да бидеме целосно искрени кога ние стоиме пред Бога, кога патуваме молитва. Давид се моли на едно место, вели: Господе, се откривам целиот, ти знаеш кога станувам, кога легнувам. Давид знаел дека Бог се знае. И тогаш кога погрешил, и тогаш кога бил радостен, и тогаш кога доживел успех во борба против непријателите, бидејќи Давид е еден од најдобрите цареви. И за негово време навистина се направени многу работи. Тој го приготвил храмот, набавил материјали, а неговиот син Соломон го изградил. И ден денес евреите жалат за Давида
и за Неговото царство. Но, значи, треба да бидеме почитувани целосно искрени. Понатамо, безбедност. Кога се молиме, значи, кога име таа тајна молитва, јас и Бог, да бидеме безбедни, осигурени во смисол да не ни ометат надворешни фактори. Зашто не може да се молиш кога ти свири радио, кога телефонот ќе ти задзвони. Знаете, се случува токму на молитва мобилниот ќе ти задзвони. Како некој да ти гледа на прсти. И затоа стави го тамо на мирување или исклучи го таа минута, 2, 3 или 5, да можеме да бидеме безбедни. Кога одиме на средба со председател на држава. Јас имам прилика да отидам кај градоначалникот пред известно време и гледам сите луѓе се ги исклучуваат мобилните. Тамо една минута, 2 дали ќе се задржат. Меѓутоа, почит кон институцијата председател на општината. А човек со човек се срекаваме. Сите сме смртници, но тој почит. Значи луѓето се дотерале, гледам вака се облекле, зашто се срекаваат со еден обичен смртник, но тој има титула градоначалника. Замислете, ние со Бога треба се сретнеме, со председателот на целата вселена, со создателот на целата вселена се среќаваме и то постојано секојдневно. Слобода да бидеме она што сме, без маски. Не може почитување да му глумиме ние пред Бога. Кога Бог е како рентген, се гледа, се знае. И затоа кога пристапуваме во молитвата, тогаш да бидеме искрени, отворени, слободни, да бидеме она што сме, значи без никакви маски. Безбедноста е темел на слободата, секако. Филип Јенси кажал, молитвата ми овозможува да ги признам своите неуспеси, слабости и ограничување на оној кој на човечката ранивост одговара со бескрајна благодат. Наистина убави зборови кажал овој господин Филип. Молитвата ми овозможува да ги признам своите неуспеси. Никој тоа не може да го слушне, освен ти и Бог. Своите слабости, своите ограничување, кажи ги пред Бога. На Бога му е мило, иако тој знае дека си таков слаб, недостоен, дека си денес направил проблем. Да ги кажам, вели, ограничувањата на оној кој на човечката ранивост одговара со бескрајна благодат. Тој нема ти каже, срам те било, бе, како се осмелуваш сега да се обраќаш кон мене? Не. Тој ќе покаже благодат, тој ќе ти даде милост, ќе ти даде љубов, ќе ти даде прошка ако се покаеме за нашите слабости и греови што сме ги направиле. Молитвата дава слобода. Интересно, ние со Бога преку молитва добиваме една слобода, дека тој терет кој не притиска секојдневно, како што го видовме јајцето, ние сме под едно менгеме. Ни дава Бог слобода и теретот што го имаме на оваа земја да го носиме многу полесно со Негова сила. Молитвата е средство за вистинско освежување. Ако сакаме да се освежиме, да, треба да излеземе и во природа, секако, тоа е добро, меѓутоа молитвата може да не освежи однатре, да не ослободи, да не релаксира, како што ако сме во загадена средина, како овде што гледаме на фотографијата, излегуваме во природа и тамо малце се релаксираме. Дишеме чист воздух. Така да молитвата, почитувани, е вистинско средство за освежување на твоите, на мојата душа. Суштината на секоја молитва е разговор со Бога како со партнер. Оскар Кулман тоа го рекол. Суштината на секоја молитва е разговор со Бога како со партнер. Како што ние доаѓаме во бизнисот со своите партнери, седиме на масава и разговараме еден на еден. Планираме, разговараме, комуницираме. Тоа е нешто слично и со молитвата. Иако овде ќе видиме дека ние сме малце пододредени, дека е Бог над нас. Да, ние сме партнери со Бога, двајца сме, но сепак во тие моменти ние зависиме од нашиот Бог. Партнерството со Бога не е однос на еднакви. Ние во телесниот живот може да разговараме како партнери. Бизнисмен ти и тој и правите сделки, разговори. Меѓутоа, кога сме со Бога, сепак тој е наш Бог, тој е наш Господ, ние сме негови пријатели. Партнерството со Бога не е однос, значи еднакви на еднакви. Понатамо, молитвата не е резервна гума. Знаете, во автомобилите имаме резервни гуми. Ако се дупне едната, ќе промениме, друга ќе ставиме. Молитвата треба да биде волан, почитувани. Во колото име само еден волан, нема два волани. А гуми може да имаме и 3 и ги минуваме. Меѓутоа,
молитвата нека биде волан во твојот и во мојот верски живот. Зашто таа молитва го насочува твојот пат, односно твојот живот и мојот. Дали го следиме Господа или нешто друго. Божјата сила е во состојба да ги преобрази околностите и односите. Значи, ако не имаме доверба целосна во Бога, Бог може преку ног. Библијата е полна со настани. Библијата е полна со настани кои укажува дека навистина луѓето кои се подпирале целосно на Бога, преку молитва Бог направил чудо. И прави денеска Бог чуда. Но чудата секако не настануваат по наша желба, туку по волја Господова. Ни дава мудрост за секојдневните животни борби. Значи, молитвата ни дава мудрост, ни дава сила за нашите секојдневни потреби. Има исцелителска сила. Пише во книгата на Јаков, во Новиот Завет, барајте, односно, ако некој боледува, ние треба со вера да бараме. А на Бога резултатот крајниот го препуштаме. Ние секако на Бога не смееме да му наредуваме. Ние бараме, а крајниот резултат го препуштаме на Бога. Ги преобразува брачните односи. Ако има проблеми, може се разрешат. Може да биде помош во решавање на финансиските проблеми. И тоа Бог може да го реши. Но потребна е, почитувани, вера. Библијата вели, ако имате вера како едно синапово зрнце, ќе правите чуда. И затоа да се молиме на Бога да ни дометне вера. Има ли нешто случајно во животот на човекот? Еве да прочитаме заедно што рекол Вилијам Темпл. Неверојатно е колку подударности се случуваат кога некој почне да се моли. Не е тоа среќа вака се случило само од себе. Не, неверојатно е, вели, колку подударности се случуваат кога некој почне да се моли. Мислам дека овде помеѓу нас, а секој од нас може би до некаде доживел некој искуство преку молитвата. И ние кои може би се уште не сме, или вие, земете молитвата како средство за комуникација со Бога. Направете не пазар, туку еден договор со Бога. Бог вели, искушајте ме, пробајте. Да го молиме Бога и да оставиме на Него тој да реши кога, како и на кој начин ќе не благослови. Значи, Ајнштајн рекол дека овие подударности се Божи начин да остане анонимен. Тоа има една друга овде дефиниција имам. Значи, тие подударности се Божи начин да остане анонимен. А Бог не се открива целосно. Тој преку своите настани ќе упати порака, односно преку своите благослови. Дали молитвата е се што ни треба во животот? Дали само ние да бидеме молитвеници, да се молиме и не треба да работиме, не треба да читаме, не треба да проучаваме? Не, молитвата е секогаш прикладна, но таа не е замена за конструктивното размислување и одговорно делување. Значи, ние ако се молиме во склоп со Библијата, така и треба да живееме. Ние треба да работиме, ние треба да проучуваме, да читаме, да копаме во нашиот христијански живот. Значи, молитвата е секогаш прикладна, но таа не е замена за конструктивно размислување и одговорно делување. Со проблемите кои не притискат, треба да се соочиме, например, во нашиот живот, во мирен дух. Ако сме ние со Бога, што да се случи, тие проблеми, тие удари, ќе ги прифатиме многу полесно, во еден мирен дух. Имаме пример во Библијата со Јов. Како Јов реагирал? Бурно или, што рекол? Господ даде, Господ зеде. Иако Бог не му го зел тоа. Тоа бил еден дил, еден договор помеѓу сатанат и Бога. Јов бил како испит, односно како човек кој требал да положи испит во очите на Бога и на сатанат. Јов тоа не го знаел, но Јов во мирен дух тоа го примел, зашто бил еден врвен христијанин, еден побожен човек, секако бил богат, но знаеме дека децата ги изгубил, имотот останал сам со неговата сопруга. Свесни за својата зависност од Бога. Значи, кога ќе се појават кризи, тогаш, почитувани, треба да бидеме свесни дека и во тие мигови, и кога ни било добро, секогаш зависиме од Бога. Делувај храбро и одговорно. Значи, во тие тешки мигови да делуваме храбро, одлучно и одговорно, секако прашувајќи го Бога за решение, односно за она што треба ние да го правиме во тие тешки мигови. Верувај во силата на молитвата. Но сепак, да бидеме искрени,
Некои мисле дека молитвата е волшебно стапче, само да удриме и веднаш ќе се остварат работите. Некои денески имат погрешна представа дека молитвата е како Дедо Мраз. Знаете, децата за Нова година си порачуваат подароци. Сакам ова, сакам она, ќе си напишат цела листа желби и ги испорачуваат на Дедо Мраз, односно на татко му и на мајка му. И тие, нели, купуват она што може да го купат. Меѓутоа, овде постои една клучна опасност. Насочување кон себе. Ние понекогаш само како мотиката што влече кај себе. Знаете мотиката како е, лопатата фрла на другата страна. Ние во молитвата само велиме Боже, дај ми, дај ми, дај ми, дај ми. А знаете колку користиме ти благодарам или фала ти? Многу малце. Повеќе користиме за себе. Едноставно, молитвата не е прилика која постои како би ја изложиле својата шопинг листа. Ето деш на пазар имаш листа, купи моркови, купи домати, купи ова цела листа. И ние одеме по пазарот и ја остваруваме таа листа. Или одеме во продавница, во некој трговски центар. Молитвата не треба да ја користиме како шопинг листа, почитувани. Да излеземе пред Бога и да кажеме, Боже, еве сега јас имам потреба. Те молам, земи го во ливче и прочитај го. Ако така настапуваме, ќе доживеме крах, ќе се разочараме. И на тој начин, можеби ќе изгуби молитвата, силата на молитвата во мојот и во твојот верски живот. Тоа е опасно што сатаната знае тоа да го злопотреби. Бог не е некоја врста машина за благослови. Знаете, имат оне порано како се вика, ставиш натре 5 или 10 денари, оне машини за музика. Пред 20-30 години има. Джубокс. Има желба. И таму притиснеш и песна ти отпе таму 3,5 минути. Не, Бог не е таква машина за благослови. Секако Бог благословува, Бог дава, Бог води, Бог чува, но крајниот резултат го препуштаме на Бога, а не ние да му наредуваме. Наше да бараме и да го молиме. Бог не е Дедо Мраз, од кој се очекува да испорачува само подароци, а ние да примаме, тоа е веќе себичност. Секако Бог ќе ни даде благослови. Бог рекол, тропнете ќе ви се отворе. Но ние тоа треба да го правиме со вера. Човечките молитви почитувани често пати се оптеретени како полн авион. Ако се возили преку овие прекоокеански авиони и да видите колку роба внатре, колку стока се става, храна, тие боксови, па пакети, па куфери, па 300 луѓе и 400 внатре, замислете еден таков супер авион прекоокеански. И тој има лимит. Не може се претовари. Значи, одредено е колку може да носи. Но понекогаш, на жалост, нашите молитви изгледат како еден оптеретен полн авион. И не може се да собере. Но Бог е силен, почитувани, Бог е мокен и може да одговори на секоја наша молитва. Но Тој ќе одреди кога, како и на кој начин. Молитвата во духовниот наш живот. Молитвата е духовна активност. Со помош на молитвата ние се дотеруваме себе си на Божја фреквенција барајки живот. Ние понекогаш Бога сакаме да го ставиме на нашата животна фреквенција, а треба обратно. Преку молитвата, значи ние доаѓаме до таа Божја фреквенција, барајки живот, да може да ги примиме. Ние понекогаш бараме, не примиме, зашто сме на друга фреквенција. Не може ако едно радио дава своја програма на 105,5, да кажем FM, а ние сме на 108,5 FM. Не може да најдеме таа станица. Тие имитираат песни и гласови, а ние бараме високо, на некоја друга станица. Значи ние мора да дојдеме на таа Божја фреквенција, ако сакаме да ги приеме тие Божји благослови кои ги приготвил за тебе и за мене. Божите цели ни стануваат тогаш јасни, кои ќе се најдеме на таа Божја фреквенција. Нашата улога во Божјиот план стануваат очигледни. Бог има свој план. Бог сака својот план и своите дарови преку нас да ги даде на овој свет, ново општество. Но ние дали сме оние чисти канали преку кои Бог сака да не благослови нас и оние кои се поред нас или пак не, секако тоа зависи и од нас самите. Еве, учениците како се молеле, односно како барале од Исуса. Господе, научи не да се молиме на Бога. Нажалост, почитувани, ние сме почетници некош во молењето на молитва.
Иако некој име може би подолго искуство во христијанскиот живот. Меѓутоа, понекогаш сме почетници како тоа што го правеле учениците. 3,5 години били со Исуса и во еден миг велат: Исусе, научи не да се молиме. Замислете како Исус ги погледнал жалосно. Господе, научи не да се молиме на Бога. А дали знаете евреите колку време посветувале за молитва? Ајде сега да го проследиме следниот слайд. На молитва се посветувало 3 часа дневно. Кој од нас посветува 3 часа дневно почитување? Евреите знаеле како треба да се молат. А зошто му кажале на Исуса: Исусе, научи не да се молиме? Утринска и вечерна молитва во семејство имале евреите. Попладневен молитвен час, некаде во 15 часот. Благослов пред и после секој оброк. Гледате колку време. Јас верувам дека и ние одвојуваме време за молитва на предјадење, наутро, напладне, навечер. Наутро кога стануваме, му благодараме на Бога за минатата ноќ. Бараме Негов благослов и заштита во денот кој е пред нас. Еве сега денот помина, вечера пред спиење, повторно да му благодараме на Бога за поминатиот ден, за Неговото водство, за Неговата заштита, за семејството, за милите и драги, за духовната обнова. Значи, тоа се мигови или време кога ние треба да одвоиме, не кажам минута, 5-10, вие самите секој треба да знае колку му е потребно. Но евреите 3 часа дневно одвојувале за молитва. А учениците кои биле евреи вели: Исусе, научи не да се молиме на Тебе, на Бога. Иако знаеле, и апостолите барале од Исуса да ги научи како да се молат. Значење на добар пример. Молитвата не се учи во училниците, почитувани. Молитвата не се учи во кабинети. Во кабинети може да научите компјутер како се работи, офис и некои други таму програми. Во училница може да учите јазик, може нешто друго да добиете неко знаење. Но молитвата не се учи. Молитвата не може да ја напишеме како едно клише и сите да ја повторуваме. Да, постои Отче наш, молитвата Татко наш, но тоа е само основа, а ние градиме своја молитва. Ние со своји зборови правиме контакт или му кажуваме на Бога она што го чувствуваме, она што ни е потребно во нашиот верски секојдневен живот. Но се постава прашањето: каде се учи молитвата? Основно обкружување за учење на молитвата е внатрешната соба или клет, таму е друг превод вели. Еве, грчкиот збор тамејон значи клет, место каде што се чувало богатството. А знаете, каде што има богатство, тоа со колку клучеви се клучи. Тоа е таму некаде на страна, заштитено. И такво место. Гледате ова господи овде, има своја соба, може 1 метар на 2. И тука се надзират залепени разни молитви, разни подсетувања, разни благослови што таа ги добила или ги баре од Бога. Тоа е тоа место клет или скришна соба. Тамејон, значи збор клет, место. Таму, почитувани, се учи молитвата. Таму се искажува она што човекот го чувствува во својата внатрешност. Таму си ти сам, без надворешни влијанија. Тука сме ние безбедни. Јас и Господ. Тука ние комуницираме. Дали тоа ќе го земе наутро, напладне или навечер. Секој од нас треба да се одреди место кај што ќе бидеме сами со Господа. Живееме во време на криза на молитвата, на жалост. Луѓето, рековме, ја заменуваат молитвата на други начини, со прекрастување што не држи тоа и нема библиска основа. Или пак давање на дарови, што има своја вредност, но не ја заменува молитвата. Или пален на свеќа, бидејќи молитвата, свеќата веров дека е замена за молитвата. Има односно свеќи за покојните, свеќи за живите. Не е тоа. Молитвата е разговор со Бога. Молитвата не може почитување да се замени со било што денеска луѓето го прават. Од кого да научиме како да се молиме? Кога ние слушаме како некои се молат, убави зборови, дотерани молитви, убаво е тоа да се слушне. И вред е. Меѓутоа, најголем пример, најдобар пример за молитва, од кого треба да научиме, е Исус Христос. Тој е навистина енциклопедија и жив пример. Исус кој бил Бог во човечко тело.
наутро вели, додека уште спиеле останатите. Станувал, се молил, излегувал од својата работилница, додека бил таму со Јосифа. Се упатувал до падините на Назарет, таму кај што имало лозја, нешто слично како каладарци, или таму кај што имало шума, тој одвојувал време за молитва. Или одел во полињата, таму кај што немал пречка, едноставно кај што не можеле луѓето да му сметаат. Дали правиме разлика? Разбирајќи молитвата озбилно, ќе најдеме пат кон духовен мир и задоволство. Ќе направиме голем чекор кон успешна борба со предизвиците на животот. И затоа, почитувани, Господ ни помогне да навистина ја користиме предноста што Бог ни ја дал, да можеме да бидеме во постојана заедница, односно во постојана врска преку молитвата во нашиот верски живот. И ова е многу важно. Молитвата и верата се витамини на душата. Знаете како човекот ако нема витамини, лекарот тоа ќе го препозна преку крвната слика. И вели ти треба овој витамин, овој. Зашто ако неме доволен број на витамини, ќе се појават болести. Човек не може да живее без тие витамини во својот физички, телесен живот. А како можеме ние тогаш да живееме еден духовен живот ако не се молиме? Нека навистина Господ ни помогне, почитувани, да користиме молитвата во овој вознемерен свет, во овој динамичен свет, свет во кој навистина сме притиснати како во едно менгеме. Но ако имаме таа комуникација со Бога, ако ја користиме молитвата, колку да не притиска стресот, да не притискат кризите, многу полесно ќе ги поднесеме, затоа што знаеме дека е Бог со нас и Бог ќе ни даде сила да можеме да ги полесно надминеме или да ги носиме теретите во нашиот христијански живот. Нека му е слава на нашиот Спасител, Господ Исус Христос, за ова средство, за молитвата што ни ја дал во нашиот живот. Амин.